Да, на оваа локација постојат две градинки во радиус од 200 метра, постојат две основни училишта, постои пензионерски дом, црква, згради, оние сетни изградени сега, во кои главно млади деца се уселени, а во паркчето кај црквата што е, ние и до денеска сме наоѓале инјекции, шприцери со некои што се другира. Така да, ова е навистина една бомба фрлена во аеродром, во едно од најнаселените места во Истанбулското. Добро, како мислите вие како граѓанин дека може да се реши проблемот, бидејќи сепак независниците имаат право на третман? Прво и основно ние не сме против нивното лечење. Дај Боже да се излечат, нема да имаме вакви проблеми. Меѓутоа, тоа не се решава во центар на град, се решава на периферија. Наместо да се градеа објекти кои што ништо не значат, пластика и така натаму, можеше да се направат неколку домови низ Скопје и низ Република Македонија, кои што има потребно тоа. Со многу помала инвестиција, со многу помирен начин можеше да се реши овој проблем кој сега навистина создава големи тешкоти на граѓаните кои овде живеат. Пред се не заради мене, јас сум возрастен човек. Меѓутоа имаме, тука сите имаме мали деца, ги реков, градинки, основни училишта и така. Има презема ваша